Ние сме неговите внуци и правнуци. Ние ќе ја продолжиме борбата за нашите национални права. Балканскиот полуостров представува мозаик од националности, етнографско шаренило. За да се разбираме со сите народи што живеат на Балканот, треба да си подадеме братска рака, за да чекориме во вистински демократски дух. Духот што дојде и кој што наближува. Утрешниот ден е наш, браќа, наш на сите луѓе, бугари, македонци, цигани, евреи и на сите што живееме на планетата Земја. Во сите држави во кои постојат етнички, религиозни и јазични малцинства, лицата што им припаѓаат на овие малцинства не можат да бидат лишувани од правото да имаат заедно со другите членови на својата група собствен културен живот, да ја исповедуваат и да ја практикуваат својата религија и да се служат со својот мајчин јазик. Сакаме демократија за сите народи. Сакаме да се чувствуваме македонци, ние македонците, синови на македонскиот народ, да ги имаме истите права што ги имаат синовите на бугарскиот народ, синовите на грчкиот народ и на сите народи што живеат на Балканот и во светот. Мир, мир, демократија за сите. Од смртта некако отрпнавме. Проживеавме многу тешко. Тогаш немаше кој да види. Може би намерно тогаш властите ја прогонуваа секоја наша мисла. Се додека татко беше в затвор, нашата куќа беше под надзор. А кога мајка ми ја интернира, имавме малку надеж дека некогаш ќе се врати, но еден ден дојде и ни кажа дека повеќе нема воздух за неа. Сето тоа беше еден смислен систем да се уништи ова поколение. Друго, тие многу добро знаат. Зошто ние да учиме, а нивните деца можеби нема да знаат колку нас, но ние нема да се запишеме на универзитетот, штом си ќерка на Сократ, никогаш. Нашите знаења може би биле добри, меѓутоа репресалиите се поинакви. Но не се плашиме. Порано или подоцна, сепак ќе дојде ден за нас. Не сме родени во Македонија, но и покрај тоа се чувствуваме македонци. Пеат и играат. Не можат да се одрешат. Во срцето им тече таа крв. Никогаш не може да станат чисти бугари. Никогаш. На времето бевме репресирани од бугарската влада. Но сега, ако нешто се подобри, може би интересите ќе не доведат да живееме на друг начин. Ова не е виновно, ова не е виновно. Од овие никој не е виновен. А тоа е за да пропаднам, за да умрам, да се разболам и да си заминам. И се да се покрие со тоа. Но не може. Малку. Јас таму се радувам. Малку се радувам на моите внуци. Таму се радувам. Ете, тие се моите внуци. Ти си, тој. Оти таа не го знае она што го знам јас. А дали не прашува некој нас илјадниците македонци врз кои беа вршени репресалии, од кои стотици минавме во логорите и затворите на социјалистичка Бугарија, поради единствениот престап дека се чувствуваме македонци? Не прашува ли некој како издржавме во логорите и затворите? А дали некој знае колку мајки, татковци, сопруги беа расплакани во скоро 40 години народна власт? Знае ли некој? Ако сака некој да ја дознае вистинската состојба во Пиринска Македонија,
Нека ги отвори сефовите на државната безбедност во Благоевград. Таму се наоѓаат досијата на стотици, а можеби и на илјадници македонци, осудени за дела за кои во цивилизираните држави никој никогаш никому не му суди. Јас сум Атанас Трајков Мирчев од село Клуч од Петричките села. Сакам да го кажам ова. Во 65-та година убија две момчиња. Едното многу пееше македонски песни, се викаше Ѓорѓи Гецев. Едното беше 18 годишно момче, ученик, што туку завршил. Го убија и него. Тој му беше другар на другото момче. А бидејќи сака да излаже командирот на караулата, тој лажеше дека сака да бегаат за Грција. Јас го дознав тоа во текот на денот, дека се голи и дека се убиени со пушка, велам, има убиени момчиња. Вечерта дигнав толкава тревога, а тој ги лаже таткото и мајката, вели дека сакале да пребегаат за Грција. Јас не знам од каде ми беше таа храброст, но кажав, тоа не е точно, момчињата се убиени. И наредниот ден навистина се организиравме. Некаде околу 150-200 луѓе заминавме горе на Беласица да ги бараме овие деца каде се. Војниците беа присилени, ги пронајдоа. Ги најдовме овие момчиња, ги симнавме долу, ги измивме и подготвивме се. И на крајот за таа работа бевка и стражниот судија. Бев 10-12 дена како организатор на групата и повторно лежев в затвор 1 година. Пред тоа в затвор лежев 9 години како македонец, бидејќи требаше да го поддржувам македонскиот дух во Пиринскиот крај. Јас многу одамна работам во оваа организација и за таа работа тогаш ме открија. Да му е на здравје на еден предавник од Петрич, се вика Кирил Којчев Томов, и ме осудија на 9 години затвор. Жално, навистина жално за правна држава, каква што претендира да биде Бугарија, а уште пожално е тоа, бидејќи македонците не се експериментални глувци и глувчиња, туку народ со славно минато, народ достоен за почитување, народ што сака да го гради своето. Сака да ги гради својата сегашност и иднина, во разбирање меѓу народите на Бугарија, Грција и на Југославија. Ако таа алтернатива биде сватена од народите на балканските земји, Македонија за вечни времиња ќе престане да биде арена на крвави драми и јаболко на раздорот. Во 58-та година, кога се формираа земјоделските задруги, тогаш истепаа многу народ, повеќето сиромаси. 3-4 луѓе убија поради тоа што не си ги дадоа воловите, козите. И други така, по нивите ги убија со насилна смрт. И денес блиските мислат дека умреле од срце. Особено по 58-та година нас македонците почнаа многу да не прогонуваат. Пасошите кога ни ги променија,